Папата Лав 14 и председателот на Италија Серджо Матарела велат дека биле и остануваат наши пријатели и дека на патот на нашиот евроинтегративен процес нема да ги заборават принципите на Европската унија, рече председателката Гордана Силјановска-Давкова по аудиенцијата кај папата и средбата со Матарела. Таа потенцираше дека имала плодна и инспиративна средба со новиот папа. Рече дека папата Лав 14 и Матарела се пријатели на Македонија на евроинтегративниот пат и дека за нив политиката на проширување на Унијата е многу важно прашање. Силјановска-Давкова вели дека италијанскиот председател веќе имал разговори со челниците на ЕУ за Македонија и потврдил дека Унијата не смее да дозволи земјава да биде жртва на идентитетски прашања или на билатерализација поврзана со идентитетските прашања. Таа пред нив ја изразила и потребата да се седне на разговори со соседите, во случајов Бугарија. Јас повторно се разбира ги реафирмирав нашите заложби за гаранции, бидејќи ако ова биде уште една од промените за која што на која што укажува Европската унија, тогаш не само што нема ништо да добиеме ние, туку нема да добие ништо ни Балканот, бидејќи приказната за ветото и приказната за билатерализацијата на евроинтеграцијата ќе се повтори. Значи, повторувам, и папата, и председателот на Италија велат дека биле и остануваат наши пријатели. На последниот ден од посетата на председателката на Ватикан и Рим по повод чествувањето на се словенските просветители Свети Кирил и Методи, Силјановска-Давкова имаше средба и со државниот секретар на Светата столица кардиналот Пиетро Паролин. За време на престојот во Италија, таа присуствуваше на молебен на гробот на Свети Кирил по повод чествувањето на 24 мај. Ја посети базиликата Санта Марија Маџоре, каде што положи венец на спомен плочата на македонски јазик во чест на делото на светите браќа Кирил и Методи и го посети гробот на папата Франциск. Во рамки на манифестацијата Македонија во чест на Свети Кирил, заедно со македонската државно црковна делегација, присуствуваше на концертот Македонисимо на пијанистот Симон Трпчески.